Ova godina, znači po 7. пат, ние сме гости на ова манифестација која нарековме образовно рандеву. Предходните години почнавме значи во Скопје, 5 години наред бевме во Скопје. Следната година во Прилеп и Гостивар и оваа година како домаќини се јавуваме ние. Во суштина овде учествуваат 33 училишта од Македонија, иако во поранешните години имавме дури бројка од 60 учесници, но еве оваа година се пријавија 33. Ова манифестација организираме се со цел, значи и да дружат учениците, но и да ги покажат своите вештини, умења и знаења, и тоа во повеќе категории. Во првата категорија, јавно говорење, значи учениците бидејќи од овие средни училишта се спремат на пазарот на трудот значи да отидат или да продолжат на факултетите, е важно да знаат да барат работа. Потоа имаме интервју, односно јавно говорење, маркетинг план. Сега сакаме да ги покажеме вештините за театар, пеење. Имаме најдобра драмска представа, најдобар соло изведувач, најдобар бенд. Имаме и најдобра поетска творба. Ова е всушност воведена категорија оваа година за прв пат. Она што е интересно за повеќето училишта кои се од електроинформатичките струки, имаме подготовка на веб страна, најдобар постер, најдобра реклама, најдобра фотографија и најдобар филм. Оваа година, значи, манифестацијата ќе се одржува во повеќе институции, односно во повеќе училишта. Во двете стручни училишта со Димитар Влахов ќе се одбиват надпреварите јавно говорење, интервју за работа и маркетинг план, а во гимназијата веб страна, интервју за работа, реклама, фото и филм. Овде во Центарот за култура Антон Панов се одржуваат штандовите, значи сите школи направија своји штандови каде се представија со своите карактеристики на училиштето, а во салата се изведува надпреварот за најдобар бенд и најдобар соло изведувач. Во фоето, другата страна, имаме модната ревија. И останува во Домот на армијата да се одржат надпреварите за драмска представа и поетска творба. Сега, од сето ова што може да го видиме, колку сето ова може да биде добра промоција на средните стручни училишта за идните средношколци и колку има и таква поента, бидејќи се ближиме во моментот кога основците треба да го изберат тоа што ќе го работат. Така е. Всушност и нашата замисла беше да го правиме тоа на крајот од април месец или во почетокот на мај, затоа што поголем дел од гостите овде што ќе бидат се нашите идни потенцијални ученици. Значи поканете се учениците од основните училишта, како од општина Струмица, така и од соседните општини, и одлично е тоа можност да се представи секое училиште како од нашата општина, така и од другите општини на државата. И само уште едно прашање. Од ова што го види може да се види дека навистина има што да се понуди. Значи ли тоа дека со онака како што минува времето, средното стручно образование повторно станува актуелно за разлика од годините претходно кога гимназиското беше тоа кое што го бара сите ученици? Секако. Јас постојано им кажувам и на учениците, значи факт е дека сега можеби учениците од основните училишта повеќе сакат да го изберат идниот нивни профил во стручните училишта, бидејќи се здобиват како со звање, значи од средното училиште, а потоа може да се запишат на било кој од факултетите широм нашата земја и надвор. Значи со завршувањето на факултетот ќе имат всушност 2 звања, нели, и со тоа имат повеќе можности понатаму за барање на работа.